Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на Печат. Со брачниот пар Иванка и Бруно Гигер ќе зборуваме за едно нивно интересно хоби. Гигерови го привлекоа вниманието на јавноста со добивање на прва награда од локалната самоуправа за новогодишно декорирање на нивниот дом и едно необично хоби изработка на уметнички слики од школки. Добре дојде во Печат за брачниот пар Гигерови. Добро ме најдовме. Прво да се заблагодариме што сме гости на оваа емисијата. Од сопругот и од мене големо благодарност. Иванка, вие потекнувате од Гостивар, а вашиот сопруг од Берно, Швајцарија. Што беше пресудно да го изберете Охрид за ваш втор дом? Значи, пресудно беше доаѓањето со првиот пат во Македонија. Со мојот партнер беме и во Гостивар, прошетавме и во Охрид, и Охрид како Охрид му се свиѓаше повеќе. И се одлучиме тука да земеме, да купиме стан, и станот го имаме некаде околу 20 години. И со текот на времето, како планираме да се враќаме тука, се одлучиме за семејна куќа, како што и тоа го остваривме. Бруно, вие, значи, го учите македонскиот јазик, така? Op de les Macedonische. Ik probeer het, ja. Ik probeer het te leren. Lucht dan, ja. Dat is imiteer. Dat het om is. Und jetzt habe ich einen guten Kollegen in der Nachbarschaft, der mich immer probieren, Mazedonisch zu lernen. Значи да, тој се труди да го учи македонскиот јазик со тоа што покушувам и јас самата, значи да го учам. Меѓутоа сега имаме еден упорен пријател, многу добар негов, наш комшија, кој малку знае немачки, така да многу го учи македонскиот јазик со мојот сопруг. Значи, во понатамошната комуникација ќе ни преведувате. Да, моментално тоа е неопходно. Така, да. Што најмногу Бруно ви недостасува од родната земја, од Швајцарија? И како се прилагодивте тука? Was dir am meisten fehlt von der Schweiz und wie ist dir angewandt hier in Mazedonien? Also angewandt habe ich sehr gut. Значи се навикна многу добро. In der Schweiz fehlt mir einfach die Landschaft, die vielen Ausflüge, die man machen kann. Es ist sehr viel mehr organisiert. Значи, што му фали од Швајцарска се, значи, прво, да кажеме, планините, излегувањата на планини, шетањето и, значи, има организирани превозни средства за многу нешта да се посетат. Und was mir noch fehlt, ist etwas in der Schweizer Küche, wo einfach Schweizer Spezialitäten zu essen, die ich hier nicht bekomme. Значи, што му фалит, има дел од специјалитети во Швајцарска, што тамо ги има, тука не можеме да ги набавиме и да му ги спремам. Значи, фактички, швајцарската кујна муш малку му фали. Што е со традицијата, начинот на живот? Дали му недостасува тој дел од животот? Dies mit den Traditionen, mit dem Leben hier und was dir fehlt hier von den Traditionen und so weiter. Also was ich vermisse, ist eigentlich mal am 1. August, der Schweizer Nationalviertag. Значи, прво што му недостига е 1. август во Швајцарска е интернационален ден на Швајцарска. Hier in Mazedonien ist ja der Abend, der ist irgendwie eigentlich im September. Ише со им 2. август. Вика, исто вика во Македонија има тоа, меѓутоа на 2. август тоа е друго, не е како 1. август национален ден на Швајцарска, него на Илинденското востание. Und dort Weihnachten wird natürlich in der Schweiz zu einer anderen Zeit gefeiert. И вика, значи, Божич во друго време се слави, тука, а кај нас се слави друг датум, во Швајцарска друг датум, тука се слави друг датум. Што вам, Иванка, ви недостасува од Швајцарија? Значи, од Швајцарија, како што и мојот сопруг го кажа, ми недостасува, значи, исто. Прошетките низ планини, чистиот воздух, што тука, нажалост, не можеме да појдеме во планини, има многу послабо.
патишта направени и тие работи. Ми не растасуваат исто, децата се тамо, во Швајцарска, и најповеќе што ми не достасува е, да кажеме, превозот во Швајцарија кој го има многу редовно, а тука, нажалост, го имаме многу слабо. И каде сакаме, не можеме да појдеме, и кога сакаме, не можеме да појдеме, затоа што ограничени сме со такви превозни средства, да кажеме. Значи со превоза на планини зборуваме. На планини, така, да кажеме гондоли, сајли, банови и тие работи, така. И општо, значи, и меѓуградски се многу помалу него што се во Швајцарска. Вие го привлековте, како што кажа, вниманието на јавноста со една ваша пасија, декорирање на домот, значи доловување на предновогодишна атмосфера. Па од каде е оваа традиција? Оваа традиција потекнува од Швајцарија, меѓутоа ја ќе го пуштам сопругот да каже. Jetzt musst du sagen, wo kommt das Schmücke für Weihnachten, wenn ich anfange, was ich anfange und wie das ist? Also angefangen haben wir schon in der Schweiz. Значи почнеме во Швајцарска. Und dann haben wir das da einfach hier weitergeführt. Тука значи сакаме исто. Понатамо да одим, muss sagen, wie zum Beispiel ist im Schweiz komplett, wie ist es hier? Allgemein. Ja, in der Schweiz ist es einfach, in der Schweiz ist es anders, da kommen die Leute kommen sich schauen. Wir schmücken den Balkon, das Haus schmücken. Und die Leute können schauen. Значи во Швајцарска исто така, многу е другачие. Тамо, значи, било да е балкон, било да е куќа, украсена со новогодишни реквизити, доаѓаат луѓето и гледаат. И овде сака да каже, мојот сопруг, тоа го нема, значи луѓето многу слабо доаѓаат, едноставно има големо устручување. А традицијата дојдена значи од Швајцарска, од година за година. Ево што се употребувате во доловување на тој амбиент и каде ги набавувате реквизитите? Значи за тој новогодишен амбиент повеќето се од Швајцарска, меѓутоа се и од тука, од Македонија, да кажеме, од Скопје, од Охрид. Значи се што употребуваме е од најнормални светла сијаличиња, да кажеме, има Дедо Мразовци, има Снешко Белич, има значи санки со Дедо Мраз и еленчиња. Значи од што е можно, од што све можеме да успееме да набавиме, гледаме да успееме да набавиме и да би могле нашата семејна куќа да ја декорираме со реквизитите. Ви треба време за ова, така? За ова треба многу време. Ево, нашите гледачи може да проследат инсерти од вашиот двор, значи од вашата семејна куќа, како изгледаше тоа пред пред новогодишните празници. Значи треба и реквизити, значи треба и финансиски средства, ама треба и љубов, треба и интерес, така да се... Значи да кажеме, прво почнува од интерес, од љубов, од труд, од многу време, многу живци исто така, ладно, топло, врнело снег, врнело дожд, значи тоа мора да се направи, затоа што тоа е нашата најголема желба, да ни биде куќата многу украсена, колку за нас, толку и за околината. Значи реквизитите, како што кажав, се од Швајцарска и наша, значи најголема гордост е, да кажеме, како што и вие напомнавте, првата награда така, на... бивте на конкурсот од локалната самоуправа, првата награда. Така. Можам да кажем... Беше очекувано? Очекувано, вака, да кажем, имаше доста, имаше да кажеме, голема конкуренција, меѓутоа, ја и сопруга не сумљаме и се надеваме дека првата награда ќе ја добиеме, меѓутоа, пак тоа за нас беше многу голема гордост, едно, а друго беше доволно да секретарот на општина Охрид и комисијата која што беше, кога беме, значи, за доделување на наградите и
другите, да кажеме, наградени беа вторите и третите наградени, тоа беше, значи, за нас нешто невообичаено. И кога кажа дека, значи, куќата на Гигерови не знаеле од каде да ја сликаат, од каде да ја снимаат, значи како бајките, како Боивица и Марица. И тоа беше за нас уште поголема, да кажеме, иницијатива за другите, следните години, да уште повеќе тоа го работиме и уште побаво биде. Значи една голема сатисфакција и предизвик да вложите уште повеќе во декорирање. Така, значи да биде, да кажеме, не као Ивица и Марица, него да биде уште нешто подобро него Ивица и Марица, така да можеме. Иванка, имате со Бруно едно необично хоби, тоа е изработување на уметнички слики од школки. Да. Така, од кога датира ова хоби, ова пасија, љубов кон оваа уметност? Значи, оваа уметност почнува од мојот сопруг и на сопругот сега ќе му поставам прашање, може тој да ви одговори на тоа, тој го почна. И кога? Wenn du angefangen mit den Bildern machen, mit dem Muscheln und so weiter, muss einfach länger reden. Und wie ist es Initiative gewesen? Also, als wir das erste Mal zusammen, als wir in der Ferien sind, haben wir angefangen Muscheln zu sammeln. Значи, прв пат кога заедно бевме на одмор, почна да собира школки. Тој самиот. Ja, und dann haben wir die mitgenommen auf Ochrid. Ги донесоме во Охрид, значи од одмор. Oder auch in die Schweiz zuerst sogar, kommt mir gerade in den Sinn. И во Швајцарка ги зедовме. Und dann haben wir mal überlegen, was ich mit diesen Muscheln machen will. Значи, почнав да размислувам што ќе направам со тие школки. Und dann habe ich mal ein Bild gemacht, probiert ein Bild zu machen. Значи, пробав да направам една слика. Und das erste Bild ist mir einfach gar nicht gut gekommen. И направив сликата, меѓуто првата слика никако не ми дојде по моја волја. Und dann habe ich immer wieder geübt und mit der Zeit habe ich Erfahrungen gesammelt. Така со текот на времето, значи, покушав да правам и други слики и со текот на времето, значи, собирав знаења и така дојде до тоа да правиме слики. Und jetzt mache ich eigentlich am liebsten Tier, Schmetterling, Schwan, Fisch. Значи, после тоа како се научи сега, најповеќе правам, значи, пеперутки, рибки, да кажеме делфини, овие... Лебеди, да. Тоа е неговото. Das allererste Bild, das ich gemacht habe, war ein Fantasiebild. Првата слика што ја направи мојот супруг беше фантазија, да кажеме, слика, едноставно без ништо него од фантазија така ишарана слика. Одете во слики од тоа ваше хоби, каде што може да се запознаат гледачите, како ја создавате оваа уметност, навистина е многу специфично да се искомбинираат сите тие школки по големина, по боја, значи колку е тешка оваа уметност. Das jetzt muss so erklären, wie die Bilder, die wir machen, wie das schwer ist es, jetzt kombinieren Farbe, Größe vom Muscheln, Differenz vom Muscheln und so. Ja, das ist klar. So ein Bild ist sehr schwer zu machen. Weil man muss zuerst die Muscheln aus dem Meer fischen. Man muss sie putzen, man muss sie waschen, man muss sie sortieren. Es gibt verschiedene Sorten Muscheln. Größere, grosse, kleine. Значи вака. Една ваква слика е многу тешко да се направи. Прво, значи, откако се земаат од морето, се чистат, се мијат, се сушат тие работи, се сортираат. Многу е тешко додека дојде на слика. Меѓутоа, после е уште потешко на слики како доаѓаат. Und wenn ich jetzt Bild vormache, dann muss ich es mit dem Bleistift vorzeichnen. Значи, кога ја имам рамката пред мене и сликата, морам обавезно прво да нацртам со молив. Die grossen Muscheln kann ich problemlos mit der Hand aufs Bild tun. Und je kleiner das Muschel wird, muss ich Pincetten nehmen. Значи, големите
школки, пикат не е проблем, можам да ги земам со рака и ги лепам нормално на сликата. Меѓутоа, што помале школките се, мора значи да употребува пинцета. Und bis einmal eine Muschel passt, manchmal geht es das erste Mal, manchmal brauche ich 15 Mal probieren. Додека Wieder wegnehmen, wieder her tun, wieder wegnehmen. Додека значи школката пасува, некогаш треба и 10 пати, можно е вика и некогаш да ја ставам, па да ја одлепам, па пак да ја залепам и така. Und nachher am Schluss einfach die kleinen Löchli, die übrig bleiben, sind nachher sehr schwer zu füllen. Значи најтешкото што останува се значи малечките. Да кажеме рупички на сликата, затоа што сликите кај нас се, како што и се покажува на сликата и се гледа, секоја една рупичка, да кажеме, е затворена. И тоа е најтешко, значи со пинцета и со клешти, тоа нормално се кршат и школки и се лепи на сликата. Also ich selber mache am liebsten den Rand mit Schnecken. Значи, тој исклучиво најповеќе што сака да прави е, да кажеме, рамката обавесно сака да ја прави со морски пожарчиња. Also ich tue eigentlich persönlich lieber grosse Muscheln setzen und meine Frau lieber die kleinen. Значи, лично ја, мојот сопруг лично, сака значи поголемите школки да ги лепи повеќе, а поситните и попрецизните работи и ги оставам на мојата сопруга. Значи ви ги препушта вам. Да, мене ми ги. Колку треба време, Иванка, ево, за да се изработи една слика со просечни димензии? Значи, просечна димензија, да кажеме 50 со 70, да не би претерале, значи, од 200 до 250, 300 сати, тоа е само работа на сликата. Другата работа, што е пред сликата, значи, уопште не ја дискутираме. Само, значи, работата на сликата. Цртање, лепење, завршување на сликата, лакирање и тие работи. Кои мотиви, ево, ви лежат вам за изработка? Подобро ги работите или преферирате да ги работите, а кои Бруно? Значи, Бруно ги сака повеќе поголемите, да кажеме, работи, како што се делфини, пеперутки тие работи, а мои, значи, изработки се најповеќе, да кажеме, ги сакам ракчињата, затоа што јас сум во хороскоп рак и таа идеја ми дојде од тука и затоа најповеќе ги сакам ракчињата кои што и ги изработувам. Имам изработено и ракови, и шкорпиони, значи од хороскоп, и риби. Нема што немам изработено. Одат слики имате, ево, и од манастири, така? Така, значи, тоа се од нашиот Охрид, да кажеме. Тоа е црквата Света Тројца, значи, кај што живееме ние, и црквата Плаушник, чинам така. Плаушник, и двете слики се поклонети и на двете цркви од мене и од мојот сопруг. Че ги имате подарено на Така. црквата, така. Ево, за кого сигурно во вашиот дом имате, ево, прекрасни слики. Сигурно и пријателите ги изненадувате со подароци. Така, значи, Дали работите и по нарачка? бака, по нарачка, на жалост, уште не сме толку познати да работиме, меѓутоа, на сите пријатели, на сите роднини, кои го ова хоби виделе, се одушевени, меѓутоа, ова работа не е платена, да кажеме, на сите наши роднини, обавезно поклон имаат од нас по една уметничка слика. Дали е тоа слободен мотив, дали е тоа, да кажеме, слика со фамилиарна слика, значи слика од школки во средината, фамилиарна слика, да можно е и, да кажеме, делфин или пеперутка, значи многу имаме слики за поклон направено, што на жалост уште не е позната нашава работа да можеме да работиме со тоа и да продаваме. Изработувате и сувенири. Да.
Така. Овде ќе направиме кратка пауза, ќе им дадеме предност на рекламите. Ќе се навратиме во останатиот дел од емисијата на Вашето хоби. А гледачите би сакала да ги подсетам дека кај нашиот пријател Дом Јард може да најдат голем избор на великденски декоративни уметнички предмети. Иванка, колку оваа уметност со изработка на слики, уметнички слики од школка е расширена и тука и во светот? Дали имате контакти со други луѓе кои што работат нешто можеби слично? Значи, слично со други луѓе што работат, нажалост, имам контактирано само со камчиња и со резбарени, меѓутоа ова хоби што ние го имаме, колку што јас сум запозната, едино е моментално во светот и затоа не ни е ни толку познато. Да кажеме, фасадата од школки што е направена, нешто ја знам, него и многу луѓе ми имаат, кажуваме, и по странство, и по Австралија, дека такво нешто во живот уште нема никој направено. А како доаѓате до школките? Ево, дали вие лично или помагаат во тоа вашите пријатели, роднини? Така, значи, најголемиот дел до школките доаѓаме сами. Одиме, значи, на одмор, од Грчка, од Француска, каде год да одиме, собираме школки, нормално си ги обработуваме и правиме слики. Меѓутоа и нашите пријатели, нашите роднини, пријатели на мојот сопруг исто во Швајцарија, кои знаат дека со школки работиме и правиме слики. Секој еден не ги поклонува, значи, школките, за да можеме понатамо да работиме и да изработуваме такви слики, затоа што луѓе од оваа хоби, колку што ние приветуваме, се воодушевени. Така да се надеваме дека и понатака ќе одиме со нашата фасада до финиш, да кажеме, до изработка. Така. Дали користите само морски или езерски школки? Користиме и морски и езерски школки. Нажалост, со мојот сопруг моментално сега овие 2 години откако сме во Македонија, не сме појдени на лето во Швајцарија, оттамо ги собираме, значи, езерските школки. Значи, тоа се тие што и на сликите може да се видат зелените школки, што нажалост во нашите Охридско езеро ги има во длабочините, меѓутоа изврлени надвор. На обалата ги нема. Така да повеќето, значи да кажам 95% се морски школки и од ними, значи, немам ништо друго освен школки употребено за сликите и за фасадата. Дали има Бруно експериментирано со камчиња да изработи Оптету уметничка slika? Etwas gemacht mit dem Stängli. Ja, das habe ich gemacht, als ich, bevor ich dich kennt habe. Da bin ich etwa 25, 30 gewesen, als ich das per Zufall in ein Hobbygeschäft reingelaufen bin und das gesehen und das gekauft. Да, тој имат пробано, значи тога за негова возраст, 25-30 години бил, значи во продавница за хоби влегол и купил таква работа за да прави. Und das kann man nicht gar nicht vergleichen mit Muscheln. Das Bild ist vorgedruckt, das ist eine Schablone, die man machen zeichnen kann. Und wenn man nur mit der Pinzette kann die Steinchen setzen. Und es braucht eine spezielle Linie dazu. Значи, овие слики со камчиња што ги има тој направено, не можеме никога со школкиве да ги да направиме, да кажеме дека се исто споредба, затоа што овие со камчиња слики, значи нацртано е се е спремно, се големината на камчињата е иста и спремна и има специјален лепак, значи само да се лепат по шаблон, да кажеме. А ова од школки е многу
сасвим другачија работа. Значи потешка, покомплицирана? Потешка, покомплицирана за, да кажеме, за цртање, за разликата од една страна, од друга страна, од озгора, од оздола, значи мора све, да кажеме, да е под паралела. Das hat etwa 10 verschiedene Farben und jede Farbe ist einfach nummeriert. Und in der Kuvert 1, 2, 3 bis 10. Und das auf der Schablone musst du genau diese Farbe auf das Feld setzen. Значи, на сликите со камчиња има, да кажеме, со броеви нумерирано, така да на секоја кеса има број и на сликата има број, така да не може да се направи грешка. Значи ги имате селектирано по големина школките, така? За камчињава сега. Така, за камчиња. Така, по големина. Меѓутоа школкиве, како школки, исто ги имаме селектирано по големина, по боја, по, да кажеме, јачина на школката, форма на школката, лева школка, десна школка, тоа е се значи сортирано кај нас. Потемна, поотворена, се е тоа сортирано кај нас и тоа е фактички многу потешко. Иванка, кога вие му се приклучивте на вашиот сопруг при ова необично хоби? Значи, И дали имаше дилеми, дали се двоумевте или тоа дојде спонтано? Значи, дилеми, ја не мислев дека ова хоби ќе го почнам, имаше доста. Меѓутоа, мојот сопруг хоби има шах. И тога имаше за мојот брат во Гостивар, отвараше ресторант и сакаше да му напише, да кажеме, со школки, да му напише ресторан Сајдија, како што и ресторантот се вика. Мојот сопруг немаше време, играше тога шах, турнир, и рачунајте, ние планираме на одмор да дојдеме, нема да ни стигне времето. И ја така сакав да го изненадам мојот сопруг, и самата почнам на таа слика и му се придружив. Значи, кога се таа слика заврши, тоа фактички ми стана и мој хоби, не само на мојот сопруг. Значи беше задоволство што еден дел од вас Така. градивте во Така, значи, споменот. поголемо задоволство од ова, ми се чини дека не може да биде да се помогне на сопругот, значи во хобито, да му се придружи на значи партнерот на сопругот за хобито и да имаме исто хоби. Тоа е значи големо богатство, да кажам. Дали сте размислувале ова ваше хоби да го претворите во изработка на сувенири? Да, размислувано имам и сакам сега, значи во текот на следните месеци, мали, да кажеме, слики и тие работи, нешто да праштам, да направиме со сопругот и да видиме да се да кажеме, со сувенирниците во Охрид, да се дојде до контакт, за да можеме малку да изложиме, да изложат, ако има интерес, значи планираме со тоа да не одстапуваме, него да продолжиме и понатака да работиме со ова хоби. Дали освен сликите изработувате и други предмети од школки? Речни украсни кутии, нешто спомнавте дека изработувате рамки за фотографии? Така, значи и рамки за фотографии изработуваме и изработуваме исто кутии од школки, значи што внатре може да се стави накид, може да се става, да кажеме, клучеви, може да се стават, значи пожелба на сопственикот на кутијача да си чува шо сака. И тие се толку стабилни, значи да може тачно и да падне и да не се скажи. Тие работи, а исто и, да кажеме, и рамките што ги правиме, како што мојот сопруг ги прави, со пожавчи, значи толку стабилитет има тој најдено, да кажеме, на ова уметност, да нема шанса, значи, да се расипи или да се скажи. На фасадата од вашата куќа, нешто споменавте во текот на разговорот, започнавте еден проект. Значи, зашто станува збор? Така, значи, тоа беше задоволство на 20-та. Проектот беше планиран да биде, значи, едно или две, да кажеме, еден или два лебеда. Меѓутоа, од еден или два лебеда стана, да кажеме сега, еден дел фасада на нашата семејна куќа
а планираме тој дел и да го продолжиме и од двете страни. Значи на оваа наша, да кажеме, семејна куќа има тука и лебеди, има и делфини, има и дрва, има и сонце, има и некои многу други уникатни работи што мојот сопруг, значи, ги планираме, така да повеќе ние трошиме време на планирањето, него на, да кажеме, на лепењето на школки. Тоа исто така уметност, да кажеме, за луѓе во наши години, значи да се запати со вакво нешто. Нормално тоа се лепи на лепак за плочки. Се црта, да кажеме, шаблонот го правиме, го цртаме и тоа треба, значи, брзина, рутина за лепакот да не се исуши, а во меѓувреме и да испадне нашата сакана цел. Да кажеме, сонце било, пеперутка било, дрво било, лебеди, значи делфин, што год и да е. Колку школки имате досега употребено во изработката на тие мотиви? Вака сега, за тие мотиви броени не ги имаме, меѓутоа по онаа оценка што често пати застануваме пред фасадата и се дивиме на неа, можам да кажам дека од 8 до 10.000 школки. Сигурно има. А што планираме некаде уште 10 до 15.000 да вложиме во другите делови на фасадата. А колку време ви требаше да го сето тоа компонирате? Така. Да кажеме, можда се негде едниот дел на оваа фасада што сега е направена, да кажеме 20 квадрата, до 25 да ги кажеме максимално, па негде месец и пол дена. Работа, значи, има многу. И тоа фактички месец и пол дена без, да кажам, недела да не работиме или нешто, него само 4, 5, 6, 7 сата на ден, тоа зависи како кој ден ќе ни оди работата. Така и работата ја работиме, некоја се дешаваше и само 4 сата. А се дешаваше некојаш и 8 сати да работиме. Значи, зависи од тоа како течеше и дали смееме да го оставиме тој дел или да, за да може да го продолжиме другиот ден или мора да го завршиме. Има ли влијание временските услови? Да, големо влијание. Значи, ако е да кажем, ако е многу сонцето јако, многу големо влијание има, меѓутоа со текот на праксата и тоа го научуваме. Така да и фасадата пред тоа нормално се мокри, да кажеме, лепокот се прави потечен, на лепокот и се става вода, тие работи, така да гледаме до некој дел колку што можем да успееме да го направиме, за да не се исучи. Меѓутоа, пример, кога е повлажно времето и не е сончево, значи имаме време, да кажеме, така речено, една мала пауза, макар кафе пауза да направиме. Имате ли идни планови со фасадата? Да, планови идни имаме. И сега сакате ја да ви го одговорам или сопруг? Па добро, ево, да го вклучиме и Бруно. Jetzt kannst du antworten, ob der Plan Heimer für Fassade weiter. Das haben wir, jawohl. Also die sogenannte Sommerkoche, die wollen wir mit Muscheln weiterfahren. Значи, да кажеме, втората себена куќа, што тој ја нарекува летна кујна, планираме да ја продолжиме понатаму, значи од двете страни да ја направиме фактички целата фасада на таа семејна куќичка. Weiter, was willst du? Ja, das ist ja nicht mehr. Eben, was willst du, sagen wir, sie machen und so weiter? Was wollen wir ungefähr planen? Wie wollen wir Ja, planen? du hast etwas gesagt vor irgendeinem Laporta, irgendetwas willst du gerne machen. Gut. Oder Schweizer Fahne, oder macedonische Fahne. Значи, до сега беше тоа мала тајна, пошто мажот сега го ја откријам ја. Значи, сакаме охри да го увечиме на таа фасада. Швајцарска исто да ја увековечуваме, а и Македонија. Тоа опет ќе остане пак наша мала тајна. Јас се надевам со другото од ваше доаѓање, ќе може тоа да го видите. Да ги следно мотивите кои што ќе Така. ги на слика. Значи,
од тоа што ќе биде направено, и Швајцарија да биде, и Македонија тука, и Охрид да биде да кажеме овеловачен и се на едно место, да кажеме. Така, иначе план имаме, летово тоа да го направиме, меѓутоа кога ќе почнеме, како ќе почнеме, уште не знаеме, зависат мало и временските услови. А сигурно и од количината на собраните школки. И од количината на собраните школки ние се надеваме дека и пријатели нас ни исто обеќа дека ќе ни донесат, па така да не се надеваме дека ова лето би требало да завршиме, ако не, ќе видиме, ќе продолжиме понатака и другите години. Так. Иванка, дали имате намера или желба да направите една изложба со сликите од школки пред Охриѓани? Да се запознаат одблиску со она што го работите? Тоа е, не само моја желба, него и желба голема на мојот сопруг, да имаме, да ги изложиме, нашите слики, да кажеме слики, кути, мали сувенирчиња и тие работи. Меѓутоа, прво, треба да се малку спремиме, да завршиме нашата планина работа и би сакале обавезно. Меѓутоа, ако е интерес, некој така покаже и не понуди некаде, можам да кажам дека таа работа, ако треба, би ја и оставиле, да направиме изложба. Поголема желба би ни било да бидеме поканети на такво нешто. Меѓутоа, моментално малку сме двајцата песимисти за тоа, пошто не е многу познато, ама јас се надевам дека вашата емисија многу ќе ни помогне. Затоа и се надевам дека луѓето малку... Дека јавноста малку... ќе се запознае навистина со она што трпеливо и со голема љубов го работите. И многу труд и многу време. Јас ви благодарам за гостувањето. И благодарам што споделивте дел од она што го работите и да го доближиме пред нашите гледачи. Ви посакувам понатака успешна работа и да не поканите да ја видиме и завршно фасадата. Благодариме уште еднаш на поканата. Тоа што планирате да ја продолжите да работите. И благодариме уште една за поканата и за вашите убави желби. Може така Донка, фала многу. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Печат. Благодарам за вниманието.